И ова недела, заедно со мене, вашиот шеф Марк, истражуваме нови интересни концепти. Денес посетуваме едно преубаво место со посебна енергија. Ќе видиме како се подготвува вкусен и здрав оброк со совршен баланс на вкусови и енергија. Шеф Оли, здраво, се поздравите на врата, да. Ама најубаво е да се поздравиме во кујната, во нашето царство, во нашето место што е најомилено. Преубаво место, чудно. Влегуваме, влегуваме, директно сме во кујната. Това се вика live cooking. Да, како дома да сте ми дојдени. Како дома да сте. Луѓето ти доаѓаат дома, си готвиш, си разговараш. Баш како гости да си имам по дома и што имам им спремам у моментот и така спонтано ја носам целата. Така ти е начинот на готвење, начинот на измислување на мени. Имаш мени или имаш или не? Мени, ама и не е важно тоа. Не е важно. Да, се договарам со сите. Инспирација на денот, што има? Прво сакам да видам што јадат, што не јадат, да сватам у кој правец да одам. Многу паметно, многу ми се допаѓа тоа, седнувам со сите, фала Богу, не е големо место. седнуваш на маса со нив? Седнувам со сите, разговарам и им готвам после. Сите сакаат да има таков концепт, да има. Не го знаев, отитоа постоише во Скопје. А го имаме тоа кај тебе. Местото се вика Шаман. Саман, сега малку ми е Саман али луѓе почнаа да го викаат Шаман, го нема хто, нели? Добро, не, малку ми е чудно. Шаман се знае што е шаман. Шаман си е шаман, се мене ме кажи го ме асоцираат со тоа дека јога часови држам и ги оставив, нека си го викаат шаман. И тоа ми беше чудно, извини што прекинувам. Ја сакав да дојдам, да снимам, не можев не, отимаше луѓе што правеле јога овде. Јога во овој место. Да, овде ги одржувам утринските часови и мислам, супер е комбинацијата таа на кафе и бранч со јога. И јога. И добра музика. Да. Али ги одржувам генерално пошто далеко им е студиото што ми е у центар и инсистираат тука да вежбам. Одлично. А амбиентот си е фантастичен за се осеќа. Не само што амбиентот внатре, многу е така мирно. Мирно е, знаеш, да. Вау, како да се осеќа. Да не сакаш више си влезен, не сакаш више да си одиш. Има нешто што те влече да останеш овде и да си видиш. Има чувство како да си дома. Опуштеноста е таа. Ете така. Затоа се троседите, затоа се како една дневна со кујна и трапезари. Ја исто ми кај мене кујна отворена, тоа е нешто што Ајде, името е Саман и генерално дојде од еден композитор Олафур Арнолдс, не знам да го знаете, скандинавец од Исланд и има една песна Саман и се објаснуваше во еден микс како дошол до инспирација за Саман. И целиот негов град главен бил испишан со графити кај што пишувало Саман. И се значењето е together to get together. Или сите сме заедно во оваа каша. Сите сме заедно во таа каша. Тоа е убаво, мислам ти убаво е кажано. Ете тоа со твоите зборови сите сме заедно во таа каша. Во една каша. Мислам ти цел свет сите сме заедно во една каша. Ама сите обожаваме да убаво да јадеме. Мислам, што ќе ни покажеш овде за јадење? Ние тука што правиме не готвиме нешто. Не барам нешто. Да. Јас сакам еден специјалитет од твојата, така кажам, од твојата страна, што ќе го направиш, што никаде, мислам ти никаде во Скопје некој друг го прави. Тоа е твојот специјалитет, твојот печат. Предпоставам, пошто со ова го започнав, овој сендвич поправам со авокадо, премаз, го започнав многу одамна да го правам и имав еден клуб Breakfast Club кој што беше многу интересен. Имаш искуство позади тебе, да, имам доста со авокадо, со авокадо, добро, окей. Ајде, малку ми треба да допрем и знам на што. Добро, окей. Ајде да почнеме да готвиме, да правиме нешто. Да ви направиме еден сендвич. Шеф Оли, како да кажам? Како
како да кажам? Па оли само. Оли само. Ајде, оли само. Има време за шеф. Можам да искористам фокача, можам да искористам чиабата, да си ги пофалам пампан. Ја гледам од тите преубаво, знаеш, пекарата. овие красани, овие лепчиња и свет. Не ги правиш ти, ама има на пекара што ти ги прави. И ми ги носат тука. Земам и од пастел леп, доста. Тие две пекари се за мене најдобри. Гледам од има и убава торта. И убава торта, да. Кој ја прави? Ова е од тетка Зоре. Тетка Зори, ќе поздравиме. Една мајка на една девојка што вежба јога и така се договорите заедно да се браво. И многу е креативна жена. Не знам што да кажам, минатата торта беше откачена со тикви чизкейк, па и тиквите беа ставени. Ме тоа ми е убаво, ми е мило што работиш со околината. Па да, како ресторан, како големите ресторани што работат со производителите што се во околината. Сега и местата стануваат локални. Да. Се е локал, така да. Ајде да видиме шо. Ајде, ја ќе почнам со подготовка прво на салата. Ја ќе се ставам малку на страна овде, не знам каде точно да се ставам, ама секогаш свежо ги правам сендвичите и мора да се почека. Немаш проекти. Сите им кажам дека така едноставно мора да се почека ако сакаш добар вкус. Супер. Ситно, сецкана. Ситно, да. Ситно баш како што треба. Млада зелка. Млада зелка. Млада блага зелка. Младите зелки се благи така, се посебно... Да. Структурата е различна. Морковот во колутичи. Добро. Генерално сендвичите се скроени у некоја здрав контекст. Са не до толку да користам ја интегрални лебови или мислам од сега трендот е да се јади здраво. Сите после корона и вкусно и вкусно Ма сите после корона почна да замислат да размислуваат и да се Па да, имаше некое освестување, да. Па да. Ја мислам поголемо ќе биде на светско ниво, ама не е до толку. Па зависи пак кои се интересите. Точно да. Оти не збориме више за здравје, збориме за интерес. Ама ајде, да не влегуваме во неколку детали што сите ги знаеме. Ова е фокача. Ова е фокачата, да, и доста е фина. Како ми се допаѓа фокачата, гледа како е, вау. Има розмарин, има сол внатре, све тип. Секако што треба, и масло колку што треба. Да. Браво. Една четвртина од фокача. Јас тука ги правам или сендвичи или како порција, баш онака бранчерски јадење. Брнч, да објасниме точно за луѓето што не знаат, мислам оти 90% луѓето знаат, брнч е брекфаст и ланч. Да. Затоа се вика брнч. Нешто измеѓу, Брекфаст сабајле, ланч ручек. Во меѓу сабајлето и ручекот, што се прави, се јади. Оти на брнч само јадеш. Брнч нормално се прави сабота, недела, викендот повеќе. Па не знам, сега мислам дека е тренд да се повеќе на овој начин се хранат. Мислам оти во Македонија за луѓето што доцна се разбудуваат, или што рано се враќаат дома, брнч е идеално. Ја мислам дека еднаш сабајле и еднаш на ручек е сосема доволно за цел ден, за секого. Знаеш, оти што јас така правам. Јас го правам од сабајле многу рано, максимум 7 сатот доручкувам, и јадам околу 4 сатот, 2 пати на ден. И доволно. Да. Нема потреба од повеќе. Да. И многу ми е убаво, многу полесно, подобро се осеќам. Па да, затоа што после 8 сат веќе се одмара тамо и нема потреба од активност. Ќе ви направам прво со хумус еден сендвич. Хумус кој што си го правиме домашно. Со леблебија. Си одстојува 24 сати, па после ја вариме. Браво, и една другарка, и таа се додава. Ја му додам малку масло од сусам да му дава така малку појак вкус. Зависи кој што сака. Ја подпекувам сусам со сол и го ставам целиот сусам. Браво. Коријандер има. Да крска малку внатре. Има коријандер внатре? Да, и коријандер и сенф додавам една другарка моја Билјана што ги прави овие исто пикелс. Да. И она ми додаде некој зачини кумини што ставам, ама сега немав. Така да ова е без кумин. Лимон по желба. Многу го сакам јас тоа, како да кажам, хумус.
Хумус дојде сега во Европа пред, да кажеме, неколку години. И многу е тренд, и многу е здраво, навистина. Да. Не знам во Македонија, ја го знам тоа од Белгија, тука е јадат онака ро леблебијата. Ја памтам дедо ми јадеше така со грози, со суво грози, да. Това не знаев. И на тој начин се конзумирала. Океј. Не знам, наутот во кафе го ставале. Во кафе? Да, и мислам беше како размена за зборам за турско кафе. За кафе, да, точно. За да биде полесен, да не биде толку јаки, толку гостив. Точно. Ајде. И сега зелка малку става. Зелка? Сакам така леери во сендвичите, што и да правам, леери да бидат. Дали употребуваш месо? Оти гледам, нема поршута, нема... Не. Овде е повеќе вегетаријанско. Вегетаријанско и веганско, да. И веганско, истото може да се служи и веганско. Веганско, да. Да. Океј. Убаво е така, так, неколку парчиња морковче. Фино сиренце земам, овчо, тоа е... овчо сирење, добро. Тоа е многу битно. Ова ми го донеса од Гари. Ја го знам, сирењето од Гари го знам. Имам пријателка што живее и таму, дел од годината, да кажам, ја потекло и од таму, Марина, ќе ја поздравиме. Навистина, сирењето од Гари се знае. Тој е Лазарополе, Галични. И Лазарополе, да, тој регион е... Сирења се доста квалитетни. Точно така. Во Скопје тешко да најдеш. И мирисни. Скопски овчо сирење. Па има се наоѓа. Има други овци. Има други овци, да. Има други овци во Скопје. По сега доаѓа орегано. Орегано, добро. Сирењето нормално. Океј. Малку маслиново масло, нешто така? На крај. Малку мед? На крај. Не? Мед, не знам, за сендвичи не сум ставал, за порциите ставам медче, да. Океј, оригинал ќе биде, јас многу сакам со овчо сирење, малку мед. Не, јас така. Сега ставам црвен сос, овој ми е една измишлјотина многу интересна, што ја користам за многу ствари. Чак и за манџи ја користам, за паста. Лута е? Не е лута. Ова се прави со сув домат, па го хидрија малку. Добро. Па понатаму свежо лукче сецкано. Да, мириса. Му додавам маслиново масло, малку балсамико, бибер и кетчап Хайнц. Ова е како салса, да кажем, да. Така нешто и го користам на се фантастично и на пица и како освежување во овој сендвич со хумус, многу добро. Многу ми се допаѓа. Ќе пробаш, да. Многу ми се допаѓа. Ова е завршено? Не е завршено. Мислев ти беше завршено. Па не, јас сум досаден со овие зачини. Не, јас многу зборам, затоа малку те Јас сите си ги поврзувам. Например, мене ми треба сега босилек, сув малце врз. Да. Тоа се световите да, босилек? Световите. Ајде? Па поинтензивни се малку. Да. Сега во ова време. Мене ми кажа, ти во Македонија не може да ги употребиш световите. Ти многу се. Тоа се употреби пак за семките, за светова што се внатре. Па добро, да, за садиш. Имам за садење. Имаш за садење, добро, океј. И потоа додаваме крставици. Му треба на хумус. Корнишони, мене ми научи корнишони, да. Корнишони. Колутичи. Добро. За битно е да се поврзуваат работите. Доматот, црвениот со босилек. Крставицата, интензитетот се зголемува и на крставицата и на копарот. Точно така. Која ќе ги Тоа е јога атитуд, така, да. Со еден баланс. Сите, да, еден баланс да има. Ама се согласувам со тебе. Навистина, дали е сендвич, дали едно јадење и све, треба да уживаш прво во јадење. Треба да му дадеш внимание. Да. Внимание, точно. Да се дава љубов, да се дава филозофија, има филозофија во готвењето, имаме филозофија. Има и енергија, која што му ја задаваш. Ако му зададеш енергија, љубавна особено, ќе ужива тигето. Ќе ужива, да. Браво. Ова личи. Па да, ова е сосема доволно. Да. Макдоналдс му додавам исто. Добро. Гледам од тие одишна инспирација. Али свежо, знаеш, сега во моментов да ми е сецнато, ништо не оставам. Не, браво. Подготвено. Така ми се допаѓа. Да. Одлично, завршивме? Па да, овој може да оди веќе. Добро. Кај некој од колегиве. Кај некој од колегите. Епа, завршивме првата рецепта. Хумусната може. Хумусната? Плюс некоја маслинка. Маслинка, па да. Тоа е за final touch, да кажеме. За final touch, да. Јагодата на шлагот? Јагодата, малина имам. И малина на шлагот. Не, тоа ни треба доволно. Ние ја завршивме првата рецепта, се враќаме за кратко за втората рецепта. Супер. Cool. Акцион. Се враќаме
На втората рецепта. На втората, да. Во суштина ова е сендвичот што ме натера воопшто да подготвувам ја сендвичи за скопјаниве, пошто тоаш немаше никаков избор, осим бурек и плескавици. Ма тоа е скопски специјалитет. Да, фантастично. Да, балкански начин на доручкување. Точно. Мене ми беше тешко и јас подготвував храна дома. И после викам овде ствара нема нигде каде се купи човече. Нешто малку поразлично, не многу. И така решив да го отворам првиот локал и да го представам овој Мистер Грин го крстив. Како го направи? Мистер Грин. Мистер Грин. Добро, зашто гринот и све зелено. И Мисис Грин, и Мисис Грин, добро. По лајт варијанта и има Грин веган у менито наше. Добро. Сега, откако авокадото нели ќе го извадите, како и дали со нож, дали со лажичка, со лажичка е добра. Со лажичка кој е меко, кој е лесен да се да. И треба да биде меко за да го добиеш сосот, иначе нема да. Се прави еден сос стил гуакамоле сите го знаат, ама овде го прави нешто. Мислам, тоа беше инспирацијата за да стартувам за да дојдам до овој сос. Пошто мене не знам тоа патлиџанот поише ми смета со авокадото, него ли што го сакам. Добро, окей. И сега решив да експериментирам и почнам вака со авокадо. Авокадо, малку сол. Солца обавезно, за да му се дае правец, пошто е неутрално тоа. Авокадото е малку неутрално, или иде блага варијанта или усолена. Јас го сакам усолена. Да, му додавам бибер. Имаш право, ти се прави и мус, чоколаден мус со авокадо. Да, ја има таа структура во глава да можеш да си играш со него. Точно. И сега многу битна работа е да не заборам лукче да ставам. Готвење без лукче? Никако. Особено авокадото, да, му треба. А лукче во Македонија, кој не го јади лукче, чудно му е, оти лукчето го потребуваме за се. Во сите манџи, секаде има лукче. И здраво е. Здраво е. Веројатно, да. Веројатно. Али шмекот што го дава, лукот е незаменлив. Ја познавам луѓе кои од Сабајле, една чешна, две чешна лук, од Сабајле ја познавам, да. Да. Имунитет врв, антибиотик врв. Сигурно. И сега му додавам и маслиново масло. Маслиново масло. Браво. Океј. Ова си го купувам од пазар и е домашно на кило. Супер. Убава боја има така. Има зелена боја, не таа жолта, ма зелена. И е нормална цена, човече. Па е. Тоа е 400 денари, да знаете, на зелен пазар. Малку изблендирано. Добро. За да го финиширам и треба да се добие путер маса, онака фина за мачкање да е. Точно како путер, ти така изгледа како малку мрсно да кажеме авокадото, е многу лесно е за му фали. Гледаш само со лажицата, гледа ти фали малку авокадо. Па тоа е. Тоа е уметноста. Одлично. Сега и ова го правиш пред луѓето на минута, не е ништо спремено од напред, ништо. Не можеш ова оксидира. Да, точно. Нема шанси. Ја и порано и кога продавав многу сендвичи, таа првата breakfast club што ми беше. Да, се отцрнува, да. Можеше да биде свежо се. Да, се разбира. И сега ова се вади, нели? Океј. Што да ви правам сега? Ајде чијабатата. Едно чијабата, како убави се лепчињата. Знаеш, само да ги видиш така да каснеш внатре. Многу им се добри. Да. Многу се добри. Да, многу ми се допаѓа. И како се вложени они у целата таа наука таму. Па и тоа е наука. Печењето, све, брашното што се употребува, све е посебно. Знаеш, и до водата, дали е мека, дали е со све. И водата прави многу, да, точно. И се мачеа многу дојдоа до рецептурите. Тие им беа дадени, али тука у овој контекст и услови. Ама гледаме ти квалитетен чијабата, оти има дуки воздух внатре, ето е. Сега уште поквалитетен ќе го направиме со премазот. Лепче со авокадо. Многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам едноставните рецепти се најтешки. Да измислуваш нешто лесно, убаво така вкусно, а со минимални состојки е најтешко. Најтешко е тоа. Да.
И сега стандардно, зелка. Зелката е, мислам, секаде. Зелка нема. Зелка секаде. Да, секаде. Зелка, македонско производ, обавезно. Па да. Авокадото малку потешко да го најдиш. Македонско производ. Рукола во Македонија имаме секаде. Било кој зеленчук иде уз ова. Рукола ја сакамо ти е малку горштива, така му дава, и малку пикантна така. Да, таа горчината и уникатниот вкус додаваат на се. Ја многу ја сакам. Супер. Овде нема сирење, а? Може овој да го оставиме посен, да. Посен, да. Okay. Нема потреба. Нема потреба, да. Се согласувам. Не е дека не оди сирењето, меѓутоа ќе го одземе вкусот на сето тоа што треба. Имаш многу што стават лосос, или стават димена пастрамка, може се стави сирење, може се прошута. Све може да ставиш. Може и прасе може да стави. И прасе, зашто тоа е прасечко. Ако сака. И сега мрсно така, да. Црвениот сос. Да. Го ставаме сега, тука може внатре во овој сендвич да се додаде и маслинка. Ама еве сега ќе ги додавам и корнишони. Па да, истите сојстовски многу добро одговарат, да. Малце копар. Копарот многу го сакам, да. Да, и ја го сакам многу. И копар и рукола добра комбинација. Да, добра комбинација, да. И кога имам свежа краставица, ставам свежа. Сега нема смисла. Знаеш, времето не ни го дозволува да имаме секој ден свежи намирници. Точно, да, не е време сега за неа. Точно. Гледамо ти имаш пиперка употребуваш? Да, и пиперка може да се стави слободно. Прашувам тоа кој јаде, кој не јаде. Кој јаде, кој не јаде. Да, со пиперката. Во Македонија мислам од некој што не јаде пиперка, ретко. Не, има. Има? Навистина? Има. Да, фина е да се прашаш. Македонија позната за пиперките, најдобрите пиперки, што се наши, да кажеме, И сега ќе додавам и маслинка некоја за да му даде нели содржина. Знаете, од секоја намирница што ја додава, јас го имам вкусот во уста. На крај сега, од сите вкусови што ги додаде, јас направив еден микс така во мојата уста, ова тешко, ќе биде преубаво. Ау. И сега заборавивме тука маслино. Маслиново масло, тоа на крај може да се додава и може да се стави на страна луѓето да си стават сите да сакат. Да, и тоа може, да. Али генерално фино оди. Да, и малку како допуна. Бибер ако сакаме нешто така или може ја не ставам бибер, јас сега за чините, например, орегано ќе ставам. Последно време розмаринот ми е хит. Во се го ставам и мислам дека на се оди. Се оди, да, точно така. Имам многу, јас во мојот двор имам розмарин, колку сакам, многу сакам тоа. Свеж. Не сум многу за, дека кажам, за суви зачини. Повкусно ми е кој е свеж, ама иде. Точно да. Зависи кој сезон, кој све. Се заборавивме тука за освежење малце и фајниот детај беше маслинките, сега е шери домат. Да, и шери домат. Фино оди и шери. Да. Мада има тука црвен сос, да не го расипам вкусот, да не додавам многу ствари, да останеме на тој основниот вкус. Да. Завршивме? И тука и може и мајчина душица. Мајчина, затоа што е посен сендвич, веганскија, баш може да дојде до израз секој зачин. Навистина, гледам од и веганската кујна, имав една девојка, жена од 36-5 веган кичен, што ми дојде. Да, ја знам. Да, епа, они навистина стават посебни зачини и све тоа, за да го дигни малку вкусот. Абсолютно, да. Пошто да, овој менталитет е научен на нели генерално месо. Точно така. И сега да се промени тоа ќе треба. Треба да се додаде малку други зачини. Точно. Вала. Завршивме? Да, завршивме, сега и овој ќе ви го ставам во тања. И завршивме. Сака од колегите може. Втората рецепта, мислам од колегите, ние ќе пробаме. Завршивме втората рецепта. Ке, имаш, мислам, нешто уште посебно да ми покажеш? Можам да ви покажам. Имаш кафе, да, кафето секако видов Колумбија, Ондурас, Индонезија, од цел свет. Кафето е особено спешалти сега што е многу тренди во целиот свет. Ова е Колумбија. Ова е Колумбија и сакав оваа да ја пробам, пошто ја немам пробано и сакав да ја представам, пошто... Извини, се смеам Монте Бланко. Колумбија, Монте Бланко. Чудо, ама иде. И сега, целиот процес на ферментација на самото кафе е додадено му е свежо манго. Тамо, и затоа флеверот во кафето го имаме вкусот на манго, папаја. Па овие се со такви вкусови, сите се со различни вкусови.
Гледаш на Етиопијата, White flower, lemon zest, peach. Да, и сите различни ароми носат. Во зависност од тоа како се ферментирани и целата околина. Во суштина кафето ја носи околината. Околината. Кој има какао близина. И тоа е филозофија. Точно. Инсектите го прават. Сега ќе ви направам едно вакво и за мене ќе направам. Добро. Па ќе имаме чест и задоволство да пробаме еден кафе од Колумбија, тоа ќе не дигне, ќе не направи уау. Тоа со сендвичот ќе биде врв. Се враќаме за кратко. Оливер, ми направи кафе, одличен. Мора малку да ми колумбијано. Сега ова ќе го пијам и ќе скокам. Да. Манго во ферментација, свежа манго ставена на кафето. Кажуваш Ја не сум го пробал. Не го пробаш? Не. Уште до сега не го проба? Не сум го пробал. Па чекај, јас ќе имам премиера. Вау. Да, треба да е нешто различно од кафе. Да не изгледа на кафе. Вау. За да изгледа на кафе, имаш посебни ароми. Јако е, навистина јако е. Кога се пие кафе, јас секогаш кажам, не треба да се кажува да се става ни млеко, ни шеќер, ништо. Многу јак вкус, силен вкус. Ма како ви останува во уста? И афтертестот. Да, афтертестот. Тоа киселоста ќе го даде афтертестот и тоа е у суштината точно така, киселоста на specialty coffees. Што не го осеќа, не го очекуваш за кафе. Да, точно. Не очекуваш ваков вкус да те удри од кафе. Да. Вау, јас сум малку како да осетлив со кафе. Ја пијам, ако пијам 2-3 кафе на ден, ќе ми биде ако сум возбуден денес, па ќе разберете зошто. Заради кафето. Има една посебна приказна за машината. Ми кажаш од 69-та така ти е. Тоа е стара машина. Оваа машина е на Ѓорги, тој што зијам кафе во суштина и син во Виктор. Со нив се работувам 15 години и оваа машина он си ја спремаше за себе. Си ја зема за себе и сакаше да отвори кафич. И они отворија кафич. Ристрето се вика таму, кај Кира Глигоров, посетете го и него. Они се исто. Ќе имаме прилика, да. Интересни да ги посетите. И некако не им се совпадна со динамиката на работата. Гледам тебе сите и таа остана, затоа што трај малку повеќе време, па да. Повеќе време си пара, значи не можеш толку комерцијален локал да имаш со ваква машина, пошто сите ќе се бунат кај име кафето. Треба да како малку пропуштени на рад, па да, ја осеќаш енергијата, си е мирна и треба сите да бидат кул и да бидат трпеливи, како за јадењето, така и за кафето. Пошто со неа треба да се сближиш. 69-та година, 1969-та. Кажемо ти баба машина. Баба машина, ама држече баба. Па 69-та, кона е 69-та, јас сум 68. Внимава на себе. Океј. И вакви има 1000 и се првите од ваков тип левер. Со многу ми се допаѓа. И навистина, после толку години, прај кафе, перфект. Да, и мислам овој бренд на Specialty е плюс стварно нешто посебно. Оливер, сме при крај од делот кај тебе, сега ќе мора да си каснеме ова, да. Предизвикот е јас сега да готвам нешто за Оливер. Ќе видиме што ќе ти готвам. Јас сендвичи такви ствари, да ти кажам право, во мојата кујна, мојот начин на готвење, ретко ги правам. Па добро, јас... Ма ќе најдам нешто... Не треба да биде сендвич. Не треба да биде сендвич. Ќе видиме, ќе најдам нешто... Изненадиме. Да, ќе те изненадам. Ќе направам нешто посебно со нашите партнери што ги имаме во емисијата. Ќе ти најдам еден рецепт што ќе можам да го вртам со сите нашите партнери и да ти направам нешто посебно за тебе, за твојот објект. Ако сакаш ти да го направиш ти после. Да, зашто договорено? Ако има
можностите. Па ќе видиме, оти ти ги сакаш така луѓето, партнерите што ти се во околината да работиш со нив, па може јас ќе ти давам идеја за нешто ново. Супер. А ние, Благодарам. Оливер, ќе пробаме и се гледаме за кратко во мојата кујна. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Во мојата кујна. Ке кажете, оти шум досаден, се повторувам. Па да, каде сме? Во мојата кујна. Мојата омилена кујна. Моето омилено место, моето кралство, моето место. Ете така, каде оди шеф? Во кујна. Па да. Кујната не ќе ми биди без нашите партнери. Без нив ништо не правиме. Со нив правиме преубави емисии. Ајде да ги спомниме, имаме Унибанка, имаме Нептун, имаме Беко, Карес, Алпско, Злато полје, Президент, Кристал, Ројал Фиш, Сарајева. И, да не ги забораиме, Прима Мебел, што ни направиле преубава кујна. Денес ќе направиме една емисија. Мислам да почнеме, малку да правиме, пауза, така неш. Оти кога бев кај него, пред да влезам, чудно, правиле јога. Да, во едно објект, пред да отвори, господинот прави курсеви за јога. Ми кажа, оти може ќе правиме јога денес, ќе видиме што ќе биде на крај на емисијата, па доста да збориме јога, да го повикаме. Оливер, газата од Шаман, јас секогаш кажам Шаман пубаво ми изгледа. Извини, Оливер. Им оставам сами да си одберат. Здраво, добар ден. Мило ми е што си кај мене сега, како кажав, јас дојдов кај тебе и пред да влезам јога. Каква тишина, каква. А на вистина, кога влегуваш во објектот кај тебе, се осеќа тој мир. Да, има мир. Таја тишина. Не знам, има нешто посебно кај. Има една енергија што не можеш да разбериш од каде доаѓа. Фреквенција. Фреквенција. Дали од тебе, дали од луѓето што доаѓа, дали не знам, има нешто посебно, стајно што не знам кај тебе, што прави така да биде. Од сите. Да, јас можам да кажам, оти во мојата кујна јас го правам мирот, или ја правам малку галамата, ајде, да не. Да, јас тука си го наоѓам мирот во кујната. Секогаш, затоа што кога готвиш, сите те оставаат, чекаат да им сготвиш и си слободен. На вистина, јас да бидеш со себе. Многу ги мразам луѓето да дојдат да гледаат, ајде чекај како полека кул. А ја мразам некој кој ќе ми земе од зелката цк и да ми чепка и се во кујната. Па да, затоа го имам ножот блиску од раката. Супер. Оливер, очекувам да ми кажеш уште малку за твојот објект, за Саман. Како ти дојде до таму и све. Имавме прилика да разговараме, пиевме кафе, пробавме убави сендвичи. На вистина поминав, пак ќе кажам, еден преубав момент кај тебе, кога си отидов од таму, знаеш што ми беше? Сакав само да си седнам негде и да уживам. Толку беше, пак ќе кажам, амбиентот така релакс, што не сакав више ништо да правам после. Ти благодарам. Па да, чудно. Тоа беше идејата моја, да направам такво место кое што ќе биде коузи, баш како еден дом. И јас да сум тој домаќин со кујната, како да ги дошле на гости некој. Точно така. Што и да им направам, што имам, ќе им направам. Таа идејата спонтано да се развива. Сега комбинацијата ми е многу интересна на јога со кафич, тоа го правев и претходниот локал што го. Да, чудно е, вистина, ама е одлично. Да. Ама видов дека приемот беше многу интересен од сите и забавно им е дека тоа се случува таму. Ја имам јога студио, им предложив да вежбаат у јога студио, не сакаат тука. И викам, окей. Браво. Ми одговара, пошто одма си починам со работа. Одлично. Навежбан, спремен за... Од каде ти дојде тој, како да кажам, да правиш јога, такви ствари? Имаш нешто посебно, не знам ти за јога, будистите, не знам, има посебна филозофија за јогата. Јогата е тешко, луѓето мислат ти е многу лесно, оти не ти одзема, многу е тешко јога. Многу тешка дисциплина, затоа што бара конзистентност, континуитет и бара од тебе штом ќе почнеш да не прекинеш до крај на живот, да вежбаш. Добро. Ако почнеш да правиш јога, више нема запирање, да. Нема запирање, затоа што е... Добро, тешко за мене тогаш, ако почнувам, мора да продолжувам. Ај. Мораш, да. Добро. Мислам, ако сакаш. Да. Како све,
мислам ако не го правиш со љубов, со сакање, со све, и секојдневно ако не го правиш, нема да развиеш вештина и нема да бидеш добар и нема да добиеш онаков бенефит како што би добил. Точно така. Сега читав една статија на најздрави работи во светот генерално за конзумирање. Свинска мас беше на 8-мо место од 1000. Ајде. Да, многу ми е чудно на вистина, да. BBC мислам дека читав нешто. Ајде. Да, ќе ти го најдам тоа. Добро, вреди да се види, оти на вистина чудно ми е. Мене секогаш ми беше малку свинската маса. Исто и мене. Да. Исто и јас го имав тоа чувство како ти што го имаш и гледај што ми е. Изненади пријатно. Јас ти кажав, оти многу сакам да работам со свежи тревки, ти употребуваш суви. Не употребувам и свежи. Јас сакам све што имам на располагање, имам надкромит, имам нане, имам овде малку друг начин на босилек и сакам да ги мешам во јадењата што ги готвам. Гледаш малку од све. Имам свежа рукола, ќе му ставам малку и рукола, сова све заедно да се. Да, и руколата ја потпражуваш. Да, прв пат го гледам. Да. Ќе му ставам малку лукче. Оти секогаш кажувам, да. Како ти кажаш, готвење без лук не оди. Тоа е нешто, да кажеме, не основа, ама за вкусот во Македонија мислам оти е основата од вкусот во Македонија. Готвење без лук, лукче не оди. Оливер, да влеземе малку подлабоко во неколку прашања. Ми објасни убаво за објектот, за светоа. Ми објасни убаво за твој објект, за што правиш, што нудиш и све таму. Океј. Ама кој е Оливер? Не знам, од Тафталеџе сум, од Скопје сум. Каде што доста години живее. И многу ја сакам таа населба и културното ниво на тоа населба и сите комши и социјалниот живот таму што се развиваше и што расте низ него. Океј. И некако се шетав низ Скопје во лево десно и па се вратив во Тафталеџе. Сега саман ми е во Тафталеџе и повторно го препознав тоа културно ниво што најмногу ми одговара и тоа те влечи од себе, да. Да, тие се луѓето, тоа е начинот и најмногу ми одговараат од сите останати скопјани. Друго, како се развиваше Дали тоа ти е професија? Ете така. Дали учеше за тоа? Дали си готвач по професија? Дали имаш? Да, кај мене се разви затоа што уште од малечок сватив дека сакам кога јадам нешто да ми е вкусно. Добро, значи, не можев да внесам нешто дури ни еден залак ако не ми е превкусно. Знаеш, премногу сакам Јас пак ќе кажам, тоа го имаме сите. Ете, сите што ми доаѓаат ми кажуваат исто. Јас кога готвам треба да биде вкусно. Јас кога готвам треба да биде да се осеќа мојата љубов кон готвењето. Треба да се осеќа, оти јас го направив. Ете, тоа е. Мислам оти готвењето е тоа е готвењето. Тоа е да го даваш најубавото твое од тебе сам себе да. Кога е љубов во него датната. Точно. И бев малтене приморан сега, пошто ги избегнував оние класични македонски ручеци, бев приморан да си набрам нешто вкусно за јадење. Може да се готви на многу начини, ако имаме македонски производи. Во Македонија е богата со зеленчук, Македонија е богата со овошје. Само сега како дете јас се закачив на оние млечни производи и сватив што значи да топиш кашкавал на тост или да направиш кајгана со кашкавал и почнав да си експериментирам. Добро. Зошто па да не? Да ги малце кршам правилата на досегашните стандарди како се подготвуваат јадењата. И почнав со најосновни јадења, доручеци и вечери. Браво. Понатака животот Ја видов, да, од кај тебе тоа почнува од Сабајле. Да. Луѓето може да дојдат и мислам оти повеќе луѓе имаш од Сабајле што ти доаѓаат. Па да, генерално да, ама бранчерско е менито, така да почна да доаѓаат и поручек луѓе, па и навечер. Зошто да не? Пошто мене бранчот ми е за секое време. Тоа е сега бранч, нешто. Многу го сакам, го објаснав јас тоа што е бранч, да, помеѓу. Тоа е breakfast, lunch. Сега ако име breakfast, lunch and dinner, како ги го викаме тоа?
Дин бранч, да одиме целиот ден. Да. Малку тешко ќе ни биде. Епа, убаво е тоа да ги повлечи луѓето да доаѓаат и навистина кога влегуваат кај тебе, мислам ти се откачуваат од све и да, и баш ка се што правам, дури најобичното кафе го правам со внимание и генерално гледам животот, што и да правам во животот, да ми е со внимание. Точно. Со можам да кажам концентрација. за машината за кафе со тетката, со тетката, да. Да не кажеме баба, оти баба не е уште, она е тетка, 69 година. Машината е Асторија, нели, италијански бренд, кој што е произведена е 69-та. Да го памтам тоа ми беше навистина. И се 500 или 1000, не ми текнува точно колку машини во таа година произведени. И ти имаш едни од последните, мислам, што се во функција. Јас сум последниот нејзин наследник. Пред мене ја имаше Ѓорги, еден пријател, преку кафето станавме пријатели големи, затоа што е фанатик за кафе, исто и синот негов. И си имаат и свој кафич конечно отворија. И оваа машина ја планира за нивниот кафич. Ама нивниот кафич е со подруг контекст и ова е спора машина. Не може нив да им брка работа. Треба квантитет, не квалитет, му треба квантитет. Пошто ова кафе едно малтене 5 минути трошиш да го направиш. Па тоа и си го пиеш полека, не го пиеш така. Да, и е незаменливо, да. И е old school кафе, она што сакам ја да го направам е old school еспресо. Не идам на фенси, многу фино изгледа. Марко, начинот сакав, извини, што сакав да го одржам, твојот начин да се готви здраво, едноставно. Ма не, ова е здраво. Што ставив? Модер патиџан, тиквица, малку домат, рукола, нане, му ставив малку босилек, му ставив малку сусамче, да. Сончоглед и, за да не ставам сол, му ставив соја сос. Ете така. На крај, знамо ти си љубител на сирење, имам козјо сирење од нашите партнери. Го неам пробано. Да, не, пак ќе имаш прилика да го пробаш. Да, козјо сирење. А ние мислам за кратко се враќаме. Па се враќаме во кујната. Се спремавме во меѓувреме, спремавме тањири и поклоните за нашиот гостин. Обавезно, како убав момент поминавме кај него, он помина, се надевам, убав момент со нас, ама мора да се оди пун раци. Благодарам. Полни раци, пуни раци. Како се кажува правило по македонски? Знамо ти има сорбизми, како се кажува точно? Полни раци. Полни раци, ете така, полни раци. Извините, правам уште грешки. Јас што слушувам, го кажувам. Да не слушувам премногу глупости, оти ќе ги кажувам и тоа. Ама иде. Полни раци. Добро. Ние прво да завршиме нашето јадење на денот, што ми беше инспирација Оливер со неговата кујна. Јас готвев на неговиот начин, да кажеме, неговите идеи на марковски начин. Така можеме да ја кажеме. Вала. Таман. Ќе го делиме ова многу. Ама ќе си го делиш, ќе видиме. Знаеш, секогаш моите пријатели што се позади камерата чекаат од двај да завршиме за да може да пробат. Мислам од и денес ќе чекаат малку, Ако има уште, има, ако не, епа не. Да, тука му фали. Ке му ставиме малку, да, обавезно. Опа, млечно производ. Имаме убаво козјо сирење. Да го исцедиме малку. Така. Едно мало парче. Браво. И ке го здробиме така малку на крај. Така, ова ке го вратиме. Тука. Многу лесно, ете така, кутивче, да, многу ми се допаѓа, чисто, хигиенско, си останува, држи у фрижидер. Вара. Да објаснам ти, од почеток употребив интегрални тестенини, од Злато полје. Ние секој емисија ќе се трудиме да правиме како да кажам, различни рецепти со нивни продукти. Навистина тестенини можеме да ги готвиме на 100-200 начини. Не знам, мислам ти тестенини нема крај. Све што ви останува во фрижидерот може да го употреби во тестенините. Така е, да.
Можеме така да кажеме. Па најлесна и слободна кујна. И мислам оти ако некој сака да не се мачи преку неделата, ако сака тестенини, ќе си свари една, ако е сам, едно пакет комплет, ако се двајца, две, ќе си има на залик во фрижидерот. Ги држи малку убаво и исцедени, поминати со ладна вода во една кутија, тоа стои 3-4 дена во фрижидер без проблем. И секој ден поп си готви, си прави, може колку сосови да си прави, колку сака. Ние денеска одлучивме да ги направиме со, како кажав, тиквица, модр патлиџан, семки, малку рукола, му ставивме малку нане, му ставивме малку босилек и лукче, Макдонос, му ставивме исто малку соја сос и обавезно кристал за да се пропржи това све. Пред да јадиме, оти мора да го пробаме, нема да си одиш без да го пробаш. Ако јадеме, нема да вежбаме јога. Вежбање јога, Или сега да Ако извежбаме. јадиме, нема да вежбаме. Ке јадиме тогаш, јас вежбање не ми е многу јаго за мене. Ајде, одиме со поклоните. Имаме карес, се знае, све за во кујната, аксесуари, тенџериња, ножеви, тањири, све што ви треба дома, го наоѓате кај карес. Карес денеска ни прави еден ваучер од 1000 денари за тебе, Оливер. Нашите пријатели Royal Fish, мислам ти не ги познаваш? Royal Fish е еден македонски бренд што и продаваат они пастрамка и краб. Димен краб, димена пастрамка, топло димена, ладна димена и обескостена пастрамка. Пак ќе кажам, македонски производ, повели. Одиме со нашите партнери од Унибанка. Унибанка се знае, банка. Што се прави у банка? Се дава пари, се земува пари, се позајмува пари, правиме кредити, правиме туку и сај. Унибанка. Кредит да ми дава. Па кредит, па зашто да не, да се проба. Има тефтече, има све, можеш да си направиш едно барање, ајде, и ќе одиме заедно кај нив, зашто да не? Повели. Супер, те видам. Продолжуваме. Твоето омилено, он сака сирење, па президент е тука за тебе. Супер. Президент Салакис, овчо, кравјо, козјо имавме денес, има и козјо, мешано. Да, има сите различни видови на сирење. Има исто алпско, крем, павлака, све што ти треба. Повели. Продолжуваме. Што ти кажав? Полни раци. Кристал, македонски производ. Без кристал не можеме да готвиме. Зејтин ни треба секој ден. Тоа е обавезно. За убави салати, јаболков оцет. Имаме за зачини, имаме еленка, имаме тан, халва, имаме граф, имаме све од кај кристал. Исто кристал, македонски производ, повели за нови убави рецепти. И на крај златополје, обавезно. Многу различни видови на тестенини. Златополје, словенски бренд, Подравка, во Македонија одамна, а постојат они од 1925-та. 100 години. 100 години се. Кирка ми ги јаде нудли има. Па имаат све, целата гама. А ние денеска готвевме интегрални тестенини. Повели, това е за тебе, това се како да кажам поклони што се за тебе, а да не забораиме како секоја недела нашиот партнер од Сарајева Steakhouse, со него можете вие гледачи да имате 1000 денари, еден ваучер од 1000 денари, што можете лесно да го имате. Само треба да видите победници од, како да кажеме, наградната игра. Секоја недела ќе барам од вас да фолоу, да го следете авантурите на Марк, да следете пејџот Инстаграм од Steakhouse, да ми пишете на мене на авантурите на Марк вашето име и на крај на неделата ќе одберам еден победник и тој победник ќе има еден ваучер од 1000 денари. Ќе оди да јади таму што сака. Има пуно убави ствари што може да се јадат таму, месо. Ќе видите сами, ќе видите презадоволни. А ти, јас, што ќе правиме? Ќе си земе една вилушка, ќе си пробаме јадењето. Дојди, одма ќе пробаме. Ја му кажам, оти ќе јадиме и он бега. Ја мислев, ќе седнеме таму позади камерите. Не, ние овде сме пред камерите, мора да, тука да видиме. Ние, со тебе, Оливер, со сите наши партнери, да не заборавајте, да не следете на Инстаграм, Фейсбук, Јутуб. А ние, со сите партнери, со Оливер, со јадењето, јас, тука сме за вас.